За политичките кампањи кои сакаат да таргетираат најмногу гласачи најекономично, вештачката интелигенција е најголемата промена во политиката. Моделите многу брзо се подобруваат. Се чини дека секоја недела има некој нов модел кој е значително подобар од претходниот. Тие модели се моќни алатки за кампањи на национално ниво и на локално ниво, вели политичкиот стратег Бетси Хубер. Размислете за кампањата која воопшто нема дигитален персонал и затоа навистина нема програма за дигитална содржина. Например, генеративната вештачка интелигенција им овозможува да имаат една и прилично силна ако сакаат. Или размислите за кандидатот кој се кандидира против добро финансиран актуелен претседател. Вештачката интелигенција има огромна улога во таа кампања. Фирмата на Хувер инвестира во развој на технологија за Демократската партија и левичарските каузи. Таа вели дека клучот за машинското учење во политиката е, цитирам, да се прави тоа на вистински начин. Јас навистина не знам точно какви се нивните стандарди за секоја републиканска кампања, но знам дека демократите имаат висок стандард за тоа како ќе ја користиме оваа нова технологија. И затоа не сум навистина загрижена за заостанување, ако тоа не е етичка и одговорна употреба на вештачката интелигенција. Во 2016 година, кампањата на Трамп се рекламираше на социјалните мрежи со хиперперсонализирани пораки, соработувајќи со британската фирма за податоци Cambridge Analytica, со цел директно таргетирање на поединечни гласачи во државите во кои трката меѓу партиите е тесна. Бред Парсейл бил виш советник на таа кампања за податоци и дигитални операции. Неговата фирма ја контролирала веб страницата на Трамп за 2024 година. Тој на конзервативната конференција Freedom Fest претходно оваа година рече дека вештачката интелигенција може да ги анализира податоците од гласачите за да создаде големи персонализирани текстуални и електронски реклами и да распореди платени работници за да подигнат гласачки ливчиња на отсутни. За неколку години ќе можете да го имате ова за водење кампање за функција на вашиот мобилен телефон, машина за објавување вести управувана од вештачка интелигенција, да пишувате имејл за вашата кампања, технологија за прибирање финансиски средства, се на вашиот мобилен телефон. Се е направено за вас. Не се само кампањите. Анкетата на Американскиот институт за печат и Associated Press покажа дека 42% од американските гласачи се загрижени од вестите ќе користат генеративна вештачка интелигенција за да создадат написи за време на оваа кампања.